Почитувани слушатели, добар ден од Македонската радио програма 3 пати Z на бронова должина 92,3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате коментар уште на почетокот по повод интервјуто што го имаше нашиот новинар Саша Узунов со директорот на Танец, националниот ансамбл Танец пред вратите на SBS радио станицата. Исто така ќе слушниме дел од изјавата од неговото интервју. Најнапред добар ден од мене Ицо Најдовски, а во нашето студио е исто така и Трајче Спасевски, представник на од одборот на фестивалот кој ќе се одржи за храна во Вилијамстон, а во вториот дел на нашата радиопрограма ќе имаме и интервју со професорката Виолета Ачковска по повод историските настани на македонскиот народ и победите или загубите во минатото. Ќе зборуваме за Берлинскиот конгрес, Сан-Стефанска Бугарија, потоа Букурешкиот, па Преспанскиот и бугарскиот така наречен добрососедски, двојазичноста во Македонија и сето тоа што нас не направи да видиме една, особено диаспората, како што вели директорот Мартин Вучич, кој ќе го слушниме прво, потоа ќе дадам коментар. Еве најнапред да слушниме што одговори тој на прашањата на Саша Узинов, наш новинар на Македонската радиопрограма 3 пати Z. Останете со нас. Господин Вучич, како си? Саша Узинов, новинар од 3 пати Z македонска програма. Господин Вучич, со вашето прифаќање на името Северна Македонија, дали то значи дека нашето? Дали Нашето или или се вашето? согласуваш со грчки и бугарски расизам? Дали Танец има политичка задача? Има политичка задача да го шири фолклорот, а вие сте очигледно застанати во едно друго време и немаше да ви одговорам повеќе. Значи ти се согласуваш со грчки и бугарски расизам против македонците? Македонскиот вице-премиер Бојар Османи е албански неонацист. Дали сакаш да коментираш? Не сакаш да коментираш? Дали си испратен од македонскиот премиер Зоран Заев да го убедиш македонскиот народ да прифати решење на македонски идентитет? No worries. Тоа беше делот со Саша Узунов, почитувани слушатели. Сега да слушниме што рече во интервјуто, денешното интервју на Македонската радиопрограма на SBS, дел од ќе извадиме од изјавата на директорот Мартин Вучич, каде што македонската заедница ја споредува со Уганда. Морате да разберете дека тоа не е нешто што се случува преку ноќ. Самата онаа промена на ова име, односно придавката, не е промена на име, тоа е додадено. Ние и понатаму сме Република Македонија, само сега со некаква географска одредница. Се до ден денеска папирологијата се уште не е завршена околу тоа, што значи додека тоа се заврши па да се додаде придавката македонски. Не е воопшто лесно, верувајте. На нам, македонците што живееме во Македонија, ние многу потешко од вас, верувајте. Ние секојдневно се носиме со тоа. Јас најдобро знам од Македонија колку и како треба да се прави во Уганда. Знаете, меѓутоа не знам како им е на луѓето што живеат таму. Почитувани слушатели, на Мартин Вучич лесно му било да каже како е во Уганда, меѓутоа не знаеле како живеат луѓето. Господин Вучичеве, јас би го прокоментирал вашиот став дека ние не сме од Уганда, ние сме од нашата Македонија, историска Македонија, каде што се нашите огништа, каде што се нашите родители, се уште се таму нашите родители и ние знаеме што сакаме и што бараме. Македонија не е Уганда за македонската заедница, за македонскиот народ овде во
Австралија. Ние сме родени поголемиот број од македонската заедница, ние сме родени, израснати во Македонија. И ние знаеме секојдневно што им се случува на нашите роднини. Ние имаме таму браќа, сестри, имаме таму родители, ние имаме таму дедовци и баби во Република Македонија. Ако вие така нас не осеќате, дека ние сме толку диви, дека ние сме едно племе кое е забегало некаде во Австралија на петтиот континент и ние немаме врска што се случува во Македонија, можеби сте во заблуда, но простете, вашите навреди на вистина долеваат солзи во очите на македонскиот народ. Оваа солза која ќе капне од вашата навреда дека ние живееме во некое време назад, во некое, не знам, камено време спрема вас, дека сме ние назадни, тоа порачува дека ние сме прости. Не, господине Вучич, вие требаше како директор на македонски ансамбл да се исправите, ако не е повеќе, барем едно писмо да испратевте до владата, предавничката влада на Зоран Заев, да му кажете дека овај ансамбл е изворите се од македонската песна, од народната македонска песна. Македонската народна песна е со години пренесувана како историја на македонскиот народ и вие дојдовте на готово таму на тој танец да бидете националец и да бидете директор, да земате убави пари, да се шетате со пари на народот на Македонија и пари од нас кои ги праќаме таму на било кој начин. Дали тоа е такса за која вие тврдите дека ние не плаќаме, не вие директно, меѓутоа од таму, дали праќаме ние финансиски средства до нашите мајки и татковци, до некој наш брат или сестра, до некој наше внуче или така натаму. Нашиот контакт е нераскинлив, господине Вучич. Вие можете да не сметате нас и за диво племе. Затоа народот има отпор кон вас. Вие не се погриживте воопшто не се погриживте да го заштитите идентитетот и воопшто вие, еве како магистер ве слушав по музика и долгогодишен член во музиката, вие кажувате дека се е поврзано со танец. Не, танец е создаден од корените на македонската народна песна. Пред танец постојаше македонската песна и оро и врз основата на таа македонска народна песна и врз основата на тоа македонско народно оро и врз основата на тие македонски народни носии, дали се од Лерин, дали се од Воден, Костур, Битола, дали се од Струмица, Скопје, Дебар, Кичево, врз таа основа се формира и тогашниот македонски ансамбл. А вие го обезличивте заедно со Зоран Заев и тоа како малку да беше, променавте името на тој македонски национален ансамбл во национален ансамбл на која нација, чија нација, кога со Преспанскиот договор се избриша македонскиот народ. И вие велите дека не постои Северна Македонија. Северна Македонија не постои, само можете да ги лажите, кои вие можете да ги лажите. Преспанскиот договор има една нова творба, квислиншка, предавничка творба која се вика Северна Македонија и затоа нас не врзува почната врска со северната. Затоа нас не врзува почната врска со национален некој ансамбл. Тој национален ансамбл има име, господине Вучич. Имаше име 70 години. Имаше име македонски. И вие воопшто не мрднавте ниту со малото прсте на тастатурата да напишевте како директор барем едно писмо да напишете дека не прифаќате да го смените името, историското име на овој 70 годишен гигант на македонскиот народ. И впрочем, танец не е ваш и не ви припаѓа на вас дека вие сте директор. Што ќе речат поранешните директори или оние кореографи? И тие што ги спомнавте дека ората биле превземени овде. Да ви кажам дека Македонското културно-уметничко друштво Светло се формирано 1960 година. Не е туку така како вие што мислите. Исто и овде се негува македонската култура и традиции. И тоа врз основа не само на кореографиите на танец, туку и ние имаме овде кореографии
врз основа на што се формира македонската култура, посебноста, идентитетот, историјата, а најмногу значајно е, господине Вучич, најмногу значајно е дека ние не сме северна, дека ние не сме северни, дека нашиот народ ќе остане македонски. И колку вие да ја предавате Македонија, и колку вие да ги менувате институциите, и колку овде да наоѓате предавници кои ќе се поврзат со Зоран Заев, ќе падните и ќе бидете бойкотирани како што сте бойкотирани од македонскиот народ. А впрочем, некои таму сакаја да кажат со писма и со дописи дека јас сум против. Јас не сум против Танец, таму се моите пријатели Сузана, таму е Завков, таму беше Џорлев, таму беа и порано. Впрочем, сум учествувал многу пати во донесувањето на Танец. Вие знаете тоа, може би и не знаете. Но македонскиот народ не е против самиот себе, не е против песната, против е што вие тајмингот намерно го донесовте овде Танец за да ја распарчите македонската заедница. Она што не им успеа на Југославија и на Грција и на Бугарија, единствената македонска заедница составена од македонци од Беломорскиот дел на Македонија, од Вардарскиот дел или Република Македонија, од Пиринска Македонија и од Голо брдо, од Преспа, од Албанија, не успеа никој тоа тело, таа македонска етничка заедница да ја растури, меѓутоа петто колонашите, квислинслите, предавниците тоа го прават. Затоа најдувате на широк отпор и на голем отпор кај македонска заедница. Вие можете да кажувате се, меѓутоа нема да ви ги опрости народот на вредите дека ние сме прости, заостанати и дека живееме ние како Македонија за нас е како ние одовде кажуваме дека како вие да кажувате како е Уганда. Тоа е еден голем срам за вас, еден голем срам и едно длабоко понижување, деградирање на достоинството, интелигентот, интелигенцијата, знаењето и културата на македонската заедница овде во Австралија. Ние сепак ќе ви испратиме благодарност и маслинови гранчиња, меѓутоа отпорот од македонската заедница нема да се смали, со вашите изјави вие дофрливте во огнот бензин, а не вода. Почитувани слушатели, тоа е мојот коментар, моето видување и би сакале јавно и преку социјалните мрежи, преку Фејсбукот и преку Македонската радиопрограма господинот Мартин Вучич како директор да биде гостин на Македонската радиопрограма. Ќе ја отвориме Македонската радиопрограма за заедницата со отворен телефон, вие да прашувате, тој да